Овој пат во ова издание на серијалот имаме неколку прашања за вас. Го имаме мојот колега Звездан Георгиевски. Тој ни се придружи денеска во редакцијата на порталот Рацин. И додека размислав за тоа како да го представам, да, се разбира, прво на памет што ми падна беше новинар, но тој во последно време се активираше и прилично успешно во нешто што се нарекува книжевност, објави веќе неколку книги, последната е веќе на пат, но има и многу други активности со кои се занимаваше Звездан Георгиевски, па така да тешко ми беше да го изберам вистинскиот начин како да го представам, но тој е тука со нас и неговото присуство и неговите одговори во ова интервју ќе бидат доволни. Иако јавноста прилично добро го познава Звездан Георгиевски, но ете, за мене беше предизвик да го поканам и тој да биде вклучен во овој серијал интервјуа на порталот Рацин МК. Благодарам. Поздрав за тебе, поздрав до гледачите. Звездан, ти си еден од... Да, сепак ќе почнеме со новинарството. Ти си еден од оние припадници на генерациите што завршија на факултетот за интердисциплинарни студии по новинарство. Така се викаше. Да. На почетокот на правниот факултет на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, студии кои тогаш на времето беа дочекани онака акламативно, добре дојдено, затоа што немаше од тогаш студии по новинарство, а надвор потребата од образовани новинари во тој формат беше и tekako очекувана и добре дојдена. Но она што се случи од тогаш наваму е постојаното осипување на запишаните новинари на тие студии. Ако во 1977 имало запишано 125 новинари, актуелната деканка на факултетот, Јасна Бачовска, соопшти дека минатата година имало запишано само 6 мина. Како гледаш на тие бројки, на тие факти? Па, јас сум трета генерација на интердисциплинарните студии. Мојата генерација примија 150 редовни и вонредни студенти. Јас се го памтам бројот на индексот 424. Јас бев, значи, 424-тиот студент запишан на тој факултет во третата генерација. Тогаш новинарство, значи неколку причини има. Прво е падот на професијата. Значи новинарството тогаш или новинарите тогаш беа подценети, таа професија беше поатрактивна него што е денес, реално. Потоа, значи, не дека немаше медиуми, имаше голем број медиуми, меѓутоа мејнстрим медиумите беа малку, да кажеме македонската радиотелевизија, Нова Македонија вечер, некои спорадични како Екран или некои други реви, Просветена жена, што ја знам, со тоа што беа, значи, малку, тие беа на некој начин елитни. И беше, ако влезеш во една од тие куќи, беше престиж. Так. И се чувствуваше и ти како важен. Денес, за жал, немаме медиум на тој начин. Има безброј телевизии, има безброј портали, има уште некои печатени медиуми, меѓутоа нема издвоен медиум кај што би помислил човек дека е тој елитен медиум или медиум од сериозна доверба, да кажем. Потоа падот на стандардот на новинарите, исто така. Би рекол, не сум многу утек, би рекол веројатно и падот на квалитетот на наставата на факултетот. Поради тие некои законски причини, на факултетот не предава ниту еден новинар. Јас не познавам новинар од мојата генерација кој бил викнат таму барем како гостувачки да пренесе некакви искуства, некакви знаења. Во мене ми предаваше Јован Павловски новинарство, значи искусен новинар, сериозен новинар и така натаму. Доаѓа како гости од Белград Сергеј Лукач, дојде Љубомир Рајвајн, дипломатскиот уредник на Тањук, и од тие предавања на Лукач и на Рајвајн, ја навистина многу научив. И од Јован се разбира, меѓутоа и од тие пракси, не пуштаа на пракси и така натаму. Јас сум толку време во новинарството, мене никогаш не ми пуштиле студенти од новинарство на пракса, например. Така да мислам дека и падот и на... И потоа, кажам, критериумите.
Значи, сега, буквално она што велат, може да биде секој новинар. Не мора да биде школуван новинар. Ја бев многу против тоа секогаш, затоа што во моје време имаше насоки на факултетот и ја имам завршено економска насока. Јас сум по вокација економски новинар, суштински. И јас тоа тврде векам, зошто не ме тестираат во банка? Може да сум подобар економист од тие што завршиле економски. Не, јас не можам таму да работам, а економистот може да работи кај мене во весник. И тоа. Така. За волја на вистината имаше неколку обиди. Јас сеќам од како да кажам, од алтернативните институции, граѓанските организации, Македонскиот институт за медиуми направи една едногодишна школа за новинарство, која потоа прерасна во висока школа за новинарство и во која учествува луѓе кои произлегува од ЕСНАФ, но точно е ова што велиш ти, дека на самите факултети немаше луѓе од професијата, од кои ќе предаваат. Но и тоа не помогна многу. Создавањето на такви паралелни системи за образување на новинари драстично почна да опаѓа уписот на нови новинари, школувањето, образованието и така натаму. И да, ти велиш има повеќе причини, една од причините, не знам, пробивот на технологијата, нивелирањето на она што значи некакви критериуми, дека не мора да има завршено стандардно, класично школа или образование за новинарство, било кој што сака да студира новинарство, но таму ми се чини произлегува и оваа состојба денес во која се наоѓа новинарството. Дали се согласуваш? Да, апсолутно. Али Мим го спомна и високата школа. Па добар пример спомна, затоа што тие извадија сјајни генерации новинари. Кои се и денес важни новинари. Што го потврдува ова што го велиш ти, бидејќи знаењето го добива од луѓето од професијата. Од професијата, од искуството и многу и јас ги почитувам многу тие колеги, многу ми се драги. Па да, некако новинарството стана резервна професија. Као таксиста. Ако немаш некоја работа, па како да кажам, за да отвориш кафејана, например, треба, не знам, хасап стандарди, треба 3 WC-а, треба противпожарна заштита, треба не знам што освен не треба. За да отвориш медиум ти треба мобилен телефон. Ништо друго. И тоа е практички, луѓето мислеја дека тоа најевтината работа на светот и така може нешто да се заработи од тоа. И тоа е тоа што го живееме сега, практички маркетинг, а не новинарство, не информирање. Така. Инаку, сепак да спомнеме, реков дека добро те познаваат јавноста, граѓаните и така натаму, но да спомнеме дека ти си новинар кој целата своја кариера ја помина во она што значи ти го употреби зборот елитни редакции, но навистина беа така во она што значеше редакции во рамките на НИП Нова Македонија, тука беше освен Весникот Нова Македонија и Вечер, се разбира и другите на малцинските јазици, од таму произлегува Екран, и произлезе Пулс, произлегува потоа од луѓето што работеа таму произлегува други весници, Независен, магазините Глобус и така натаму, и во сите тие ти практично имаш свое учество. И тоа прави еден силен твој печат остави во новинарството благодарение на работата во овие медиуми. И тоа е сосема различно од ова што е денеска. Па да, значи, види, јас се вработив 1984 година, практички 83-та на крај, и бев кратко време во комуналната, во Скопската рубрика и веднаш ме префрлија во културна. Нешто имаш некои проблеми во културна, им требаше тркач, некој млад човек да трча по вести и по нешто. И културната имаше во моје време меѓу 7 и 10 професионални новинари само во таа рубрика. Јас сега не знам дали, да кажем, еден слободен печат има толку вкупно професионални новинари за целиот весник. Ние бевме стрикно специализирани. Значи, ти имаш Лилјана Мазова која води театар. И го води со години и не може не за да и пројде ништо. Имаме Лпомени Корнети која води музика.
да кажеме, Бранко Цветковски и Глигор Стојковски кои водат литература. И Томислав Осман филм. Томислав Осман филм и телевизија малку подосна, имаш да кажеме Билјана Мартиновска води високо образование и ману, Билјана Јовановска води основно и средно образование. Да. Значи имаш 20 луѓе кои се само за образование сектор. Имаш сектор, јас го водев тој сектор, политика на културата го нарече Веролјуб, културна политика. Значи имаш сектор културна политика. Тоа денес го нема нигде, како да кажам. Да. Ти си сега во пензија, ги исполни условите за пензија, но остана твојата врска со новинарството, која ти практично ја започна и пред да заминеш во пензија со колумните објавувани што се објавуваат во Призма, но кога и веројатно тоа и понатаму ќе остане, се надевам, но она што но она што сакам да прашам е кога зборуваме пак за новинарството, колумните како формат новинарски беа нешто на кое беше прво на кое им се обраќавме кога ги отваравме вестниците за да ги прочитаме колумните, па потоа ги читавме дневните настани. Сега мислам дека е малце поинаку. Инфлација и на колумни, значи колумните беа прво новинарски жанр, значи беа резервирани за новинари од редакциите, главно не за гостувачки, не за значи тие што се во редакција. И беше многу тешко да се стигне во редакцијата до колумна, бидејќи таа беше еднаш неделно и еден човек ја прави. Не може секој сега да пишува. Потоа, значи, она што ние го викавме мислење, експертиза или нешто, се претвори во колумна. И потоа, значи, не знам, имаш политичари, стопанственици, глумци, не знам што, сите одеднаш станаа колумнисти. И кој имаш многу од нешто, тоа е инфлација, нели? Нема и квалитетот нема да го препознаеш. Мене секогаш, значи, едно е мислење, да кажеме, да го извоиш како мислење, и сега има тој и тој, некој политичар, некој свое мислење, ќе му го објаш, ама не како редовна практика. И onda паѓаат колумните. Така. Во една, ми се чини од последната колумна твоја, се осврна на згаснувањето на последната, мислам дека е последно од тој тип барем, регионална телевизија Ал Джезира. И според она што ти го имаш напишано, јас вака го прокоментирав тоа, дека практично со Ал Джезира, згаснувањето на Ал Джезира Балканс, згасна последното догорче од она што некогаш се препознаваше како единствен југословенски информативен простор. Па да, значи тој проблем го живееме сега веројатно и на глобално ниво. Без оглед на технологии, без оглед на пристап до сите информации и така натаму, ние практички прекинавме да се познаваме меѓу нас. Ние, јас мислам дека нашите проблеми и со државни, да кажеме, и со Грција и со Бугарија, произлегуваат од нашето непознавање со нив и нивното непознавање со нас. Значи, тој југословенски, да го кажам, културен простор, јас мислам и убеден сум дека уште постои и уште функционира и наоѓа начини алтернативни, што велиш, или некакви да продолжи. Ali se sjećam, na primjer, da kako počina Toše Trojski, единствена држава во регионот што не го жалеше, беше Грција. Не од друго. Појма немаат кој е Тоше Тројски. Значи, затворени сме многу и ова ми е жал за Ал Джазира, затоа ви го напишав тој текст, затоа што тоа беше стварно обид да се чујат, значи, високо професионална телевизија во која може да се чујат гласови со различни мислења, од различни интереси, меѓутоа на едно фино, културно, дебатно ниво, од кое што можеш, као гледаш, да изведиш некаква анализа собствена или да заклучиш за што станува збор. Ова другото сега, нашите дебатни емисии, да ми простат колегите, тоа е врева. Тоа не е дебата, тоа е викање. Кој погласно вика, тоа е во право, како да кажам. Но, оно што сакам да го
да го расчистам, но чисто да го разјасниме. Тука, кога зборуваме за овој тип за единствен југословенски информативен или културен простор, не станува збор за југоносталгија од оној тип кој некој го квалификуваат како нешто со некој негативен презнак. Туку едноставно како нешто, ти самиот рече, и постојат многу иницијативи за тоа регионално поврзување, за да се запознаеме, да се знаеме, за да си ги знаеме историјата, позадината и и на тој начин да си разбереме за она што ни се случува денеска. Така да, само тоа сакав да кажеме дека не се работи за тој тип. Јасно, југоносталгија е друго прашање. Така, од она што понатаму во твојата кариера, сега сакам да се префрлиме на нешто што во последните години, ја не знам ти ќе ни кажеш точно колку години од првиот твој роман што го објави, но се префрли практично ти уште беше новинар, но започна и нешто што се нарекува книжевност и направи неколку сериозни книги кои предизвика внимание во јавноста. Што беше тоа што те потикна да... Значи, знаеш каква беше состојбата во новинарството. Јас работев последна професионална редакција во која бев професионално ангажиран, беше Глобус, неделникот. И тоа беше многу убава редакција, морам да кажам, многу една стварно квалитетна редакција. Кога згасна Глобус, останавме без работа. Јас немам други вештини, како да кажам, освен пишување некакво. И тој момент, кога останав без работа и кога сватив дека, уствари не кога сватив, него сватив дека македонското новинарство повеќе нема потреба од Звездан Георгиевски. Значи, обија врати се, обидував, не дека не се обидував, али од разни причини бев одбиен. Беше многу чудна една атмосфера, значи во смисла барав новинарска работа, да бидам новинар. И сите ми велеа, не ми треба уредник. Не барам уредничка работа, барам новинарска, не, ти не си ти си уредник, демек. Или тоа им беше оправдување, или било како. Јас сум еден од поборниците на тоа дека само работата носи квалитет. Не талентот толку, не, значи, онаа теорија дека нема ден без напишан ред. Јас сум од пишуваното новинарство и јас се трудам секој ден да имам нешто напишано. И кога веќе немав новинарски ангажмани, се амбицирав во книжевноста со идеја дека сум прочитал многу книги, многу македонска литература, многу преведена, многу странска литература и така натаму. И дека ајде да направиме некој обид. Тоа е, значи, првата книга, првиот роман Недела дена во животот и смртта на Гроздан, ако не се лажам, излезе 2016 година, така што бев дебитант на 55 години во македонската литература. Да, но ти во едно интервју имаш, апропо ова што го кажуваш сега и да го продолжиме натаму разговорот, ти во едно интервју велиш, јас во животот не сум кренал нешто повеќе од пенкало. Да. И пенкалото овој пат практично наместо да пишува новинарски содржини, почна да пишува книжевност. Да кажеме, зборувам за специализација на новинарите. Во суштина, новинар би требало по мене да биде она што го велат универзален незнайко. Принципот е ист. Значи, ако се сруши некој авион, веста е исте принципот на веста, као и ако се случи некоја премиера у театар. Треба да знаеш кои се важните елементи и да ги соопштиш на читателите. Преку 5 прашања. Значи, пишувањето е исто. И новинарски текст, и литература. Различна е темата, различна е пристапот, можеби, различна е фикцијата, да кажеме, фантазијата и така натаму. Али реченицата е таа. Имаш една тастатура со толку и толку букви, треба само да ги наредиш во логичен ред. Да. Но ти во меѓувреме си презеде на себе си една голема одговорност. А тоа е да се организира и спроведе изборот на роман на годината во Македонија. Преку фондацијата Славко Јановски, што ја инициираше и што си извршен директно. Да. Така.
Да. И навистина сметам дека е тоа голем товар, тоа е сериозна и одговорна и повик и задача, бидејќи сметам дека роман на годината како титула стана престижна титула во Македонија. Ти благодарам, многу ми значи ова мислење, бидејќи романот на годината е моја животно дело. Вака, значи, кој ќе ме прашаат кај Свети Петар што си направил во животот, сум направил роман на годината. Кога почна Утрински весник, значи романот на годината почна во Утрински весник, јас бев уредник на културна рубрика. Имав во меѓувреме Канал 4 едно со неколку колеги, прво приватно радио. Морам сега малку една дигресија. Тогаш, тие 90-ти години, кога постоеше Канал 4, едно од култните радија на Балканот беше БДВ-2 во Белград. БДВ-2 беше опозицијско радио и Милошевиќ праеше се да се слуша што помалку. Се едно време се слушаше само во еден кварт во Белград. И Веран Матич, главниот на БДВ-2, еднаш се видовме во некоја прилика и ја го прашувам како е можно јас да ја знам програмата на БДВ-2, да знам едно локално радио, а тоа во Белград да не се ни слуша. И он ми рече една реченица, медиумот мора да излезе од себе. Мора да произведува вести, не да следи, него да биде вест. И вика, ние правиме книги, ние правиме овие хепенинзи, манифестации, демонстрации, свашта. И за нас се слуша. И тоа го прави медиумот бренд. И со таа некоја идеја, која дојдов во Утрински, реков, мора да направиме ние да бидеме вест. Не само да следиме вести. И бидејќи бев на културна, да не бев во културна, да бев друга некоја награда ќе беше. За роман немаше награда во Македонија. Стале Попов и Рациново признание се за проза, али специализирана за роман немаше. И во тоа е 99-та година, и тогаш романсирската продукција тие години, таа декада цела, беше на најниско ниво. Во најниско. Беше на слабо ниво. Поезијата беше многу, за разлика од денес. Поезијата е во регресија, романот е птен отиден. И рековме, дај да пробаме да стимулираме романсиерско творештво. Утрински весник беше сериозна редакција. Можеа да се издвојат релативно добри средства за да се обезбеди сериозно жири, да се обезбеди сериозен пристап кон наградата. Утрински весник не беше издавач на книги, јас тогаш не се занимавав со литература, вака, као книжевник, да кажам. Нити бев литературен критичар. Така да ние немавме никаков интерес во смисла овој издавач да добие, овој писател да добие, и бевме лабавени од тоа. Нам ни беше стварно присудно таа книга која е таа година најдобра или тој роман кој е таа година најдобар да ја добие наградата. И многу брзо се препозна наградата меѓу издавачите, меѓу читателите, само да стигнам до фондацијата. Кога згасна Утрински, се видовме неколку колеги од основачите на Утрински практично. Значи, Ерол Ризалов, Бранко Тричковски, Манчо Митески, Љупчо Попуски и јас. И се нормално жалич по весникот, добар весник и така натаму. Не можеш да го спасиш никако. И реков, најде да се обидеме, ако не можеме да спасиме весникот, да ја спасиме наградата. И така произлезе фондацијата Славко Јанески, бидејќи, како да кажам, до тогаш наградата постоеше 17 години, ево сега 26-та, ја врачивме 26-та награда, во Македонија многу тешко се создава традиција. Многу лесно се гаси. И проценивме дека ова награда стварно има добро прифатена и од писателите, и од издавачите, и од јавноста, би рекол. И стварно ми беше жал лесно да ја испуштиме. Така. И она што ја разликува наградата, ти ги спомна наградата Стале Попов и
која беше Рациново, втората. да. Но тие се награди на Друштвото на писателите на Македонија. Рациново не, Добро, да. стале, да. Но тоа се награди во кои се измешани се интересите на Да. издавачите, писателите, па писателите се издавачи. Да. И тоа е, но оваа награда што практично е, како што објаснуваш, тој тргна од утрински вестник и потоа ја продолжи традицијата и ја одржува и понатаму, таа некако ги нема тие, ќе ги наречам, пречки. И таа навистина беше од интерес на јавноста, од интерес на писателите, без да има некакви внатре интереси кои ќе ги прават обструкција. Се трудиме и се трудевме стварно, значи 5 члено е жирито. Да. Јас не знам дали друга награда има 5 члена. Може би браќа Миладиновци, не сум сигурен. 5 члено е жирито и се трудиме тие членови на жири да бидат буквално од различни генерации. Значи, многу често, просто чудно, кај мене кој ќе се собере жирито, тоаш прв пат се запознаваат некои луѓе. Рецимо, кога беше Калина Малеска и Оливера Николова, прв пат се запознаа. Така. Значи, да бидат од различни генерации, да имаат различен естетски пристап. Да имаат, рецимо, да има обавезно некој поет, некој професор, некој писател, некој ова, она. И да бидат од различни книжевни кругови. Така. И потоа жирирањето, принципот на жирирање е многу интересен. Нема расправа на жирирање. Не збориме, не дискутираме. Ние им спремаме листови, да кажеме 40 романи и гласачки листови 40 романи. И тој заокружува 20. Без никакви муабети. Јас ги бројам гласовите. Секој што има 3, значи мнозинство гласови 3 плюс и повеќе, иде во вториот круг. Така. После иде расправа не за тие што влегува, тие се неприкосновени, иде расправа за овие што отпаднаа. Данес случајно сме испуштиле некои да не обална. И следниот пат од 20 бира 10, од 10 5 и така натаму. И тоа сито кое ќе се направи од такви различни интереси, такви различни естетски гледања, она стварно излегува нешто што е заеднички именител квалитет. Така. И навистина доделувањето на таа награда лансираше навистина едно потик на големо романескно отворештво во Македонија, лансираше многу добри млади автори, и се разбира имаше и од постарата или од средната генерација што ги добија наградите, но го отвори тој фронт, тоа поле на ново создадени романи, и навистина македонскиот роман отиде, како што викаш ти, навистина прилично. Јас сум колку што можам да следам и во регионот и пошироко. Јас сум многу задоволен од македонската романсирска продукција. Значи, квантитет има, дури преголем за мој вкус. Значи, добиваме околу 40 на романи на годишно ниво, што е за Македонија, мислам, премногу, али не е битно. Она што е важно е дека меѓу нив секогаш има 4, 5 или 6 наслови, од кои се на рангот на Европа. А не се можда ремек дела, не знам какви, меѓутоа се квалитетот кој не се срамиш нигде. Така. И сега на државата останува некако да направи некоја стратегија, тој квалитет малку да излезе надвор. Така. Ајде, кога сме веќе кај државата, ти спомна исто така, дали во некој интервју или во колумна, спомна нешто што го замислуваш како агенција за книга. Да. Ќе ни го објасниш ли тоа? Што се крие за таа идеја? Тоа го има, јас мислам како во Словенија го има. Добро. Не знам дали го има и во Хрватска. Значи, рецимо, пандан агенцијата за филм. Значи, мора да има независно тело кое, да кажеме, саем на книга. Франкфуртски саем, белградски саем, не знам кој саем. Имаме ли ние стратегија како настапуваме таму? Освен со вина и сирења, не знам што имаме ли стратегија како кој бизниси би влегле со тие издавачи таму, кој од овде би не пресел. Ние правиме вака, Министерството вели, оваа година
сега лупам, не знам, кој се Арслан Мина ќе биде застапник на Македонија и она ќе направи селекција и ќе однесе у Франкфурт. Идната година ќе биде 3, он ќе направи селекција и ќе однесе у Франкфурт. Следната година ќе биде немам појма кој. Он ќе нема тука стратегија. И секој влегува од него почнува. Значи сега ја и тој се запознае со таа приказна. Треба да имаш човек, агенција, значи Румена Божаровска има агент. Тој ја продава по светот. Тоа значи агенција. Да имаш агент кој ќе те ги штити авторските права и кој ќе те продава и ќе се труди да идеш што подалеку во светот. Така, практично овој подем на македонскиот роман да добие некој вокал, некој начин како да... Све е сведено на лични иницијативи на авторите. Така. Ако е авторот во некои кругови, ако влегол во, онда он сам ќе турка работата за себе. И има, успеваат луѓето и драго ми е. Треба некако да се допре тој Румена Божаровска, спомнав. Значи, тоа е нејзин личен успех, тоа не е успех на држава Македонија. Таа има свој круг луѓе, своји познанства, свој, како да кажам, свој некој облак или бабл некаков. Меѓутоа, ако не е квалитетна, не може да пројде. Сека. Значи, али ако го немаш тој импакт внатре да влезеш во тие кругови и да си квалитетен, никој нема да види. Така. Добро, да се надеваме дека ќе стигнеме до нешто такво. Не ни останало уште многу време, уште имам тука уште две прашања што би сакал да ти ги поставам. Првото е поврзано со нешто што ние новинарите го дочекавме навистина со радост и со некакво очекување кое навистина ќе значи нешто многу. Тоа е доделувањето на титулата Скопје Европска престолнина на културата. Меѓутоа, откога ја доби таа титула градот, практично ништо се нема случено во смисла на тоа. Тоа е за 2028 година. Меѓутоа, врз основа на искуствата на другите градови што ја спровеле оваа манифестација, знаеме дека за тоа се потребни сериозни подготовки претходно и затоа оваа титула се доделува неколку години, 3-4 години пред настанот, пред годината кога треба да се одржат тие манифестации за да го представат градот како Европска престолнина на културата, но досега практично нема ништо. Имаше неколку информации во јавноста за тоа дали се конституирало или не се конституирало телото што треба да ја спроведе таа програмата и да ја реализира таа програма, така да те прашувам тебе како гледаш на оваа работа. 28 не е многу далеко од сега. Јас бев еден од ретките што бев критички расположен кон воопшто кон конкурирањето на Скопје за оваа титула. Мене лично, да кажеме, нам не звучи големо тоа културна престолнина, меѓутоа, која културна престолнина од тие надвор од Европска Унија сега бил станала некој туристички центар, како да кажам, и чак и во Европска Унија. Нови Сад, што? Беше град на културата, голема работа. Значи, град на културата е добра приказна, само од аспект да се земат некои пари од европските фондови и да се искористат во сериозна инфраструктура. Да се направи некоја сала, да се направи нешто, да со тие пари да не отидат по корупција, по джепови нечи. Инаку, дека нешто ние ќе добиеме нешто додатен квалитет или дека ќе чујат за Скопје во Европа, нема. Град кој е, како да кажам, престолнина на кичот, не смееше ни да конкурира за оваа, според мене, за оваа титула. Да, тоа е навистина беше прогласен за престолнина на кичот. Да. И па добро, и кога на крајот од ова интервју, кога зборуваме за нешто што се однесува на вредностите и така натаму, пак ќе се навратам на една твоја колумна каде што ти реагираш на она измама што беше со бајачот од не знам од каде беше, но измами некои луѓе за сериозна сума пари од Берово, ми се чини. Претходно, кога го прочитав тоа кај тебе, се сетив дека не многу одамна, пред некој месец дена, некој си, ќе го потребам тој збор, си поигра со
со трагедијата и со чувствата на граѓаните на Кочани, кога им продаваше тегли со молитви на семејствата на луѓето што загубиле некој во трагедијата во Кочани. Тоа сето говори за еден пад на вредности, за еден начин кој едноставно за мене не можам да го спојам со нешто што треба да биде некој после се што помиравме со нешто што е 21. век. Точно, не знам што да ти кажам, тоа е, не сме бадијала меѓу најнеписмените, функционално најнеписмените држави. Значи, све е во ерозија, од високата политика, од судството, од образованието, од, не знам, се од здравството. Луѓето немаат доверба во ништо, како да кажам, нема авторитет кој нешто би ти кажал, аха, ова е така, ова не е. Она што би требало да ти ги решава проблемите, не ги решава проблемите. И тоа ќе се завртиш на некој, ајде да пробаш, ете со тој бајачот или нешто, Ба тоа се класични измами, и то многу грди измами, многу, како да кажам, ја би во закон предвидел за тој тип измами повисоки некакви казни на празноверие, да ги фаќаш луѓето на неписменост, на тоа, како да кажам, кога му се посмеваш на инвалид. Така. Да. Добро, Звездан, ти благодарам на разговорот. До следната колумна, до следниот роман, ќе очекуваме твои нови Фала, написи. ми беше задоволство.